Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Во текот на денот се очекуваат првичните информации за причините за стомачни тегоби кај учениците од основното училиште Димо Хаџидимов. Институтот за јавно здравје закажа пресконференција за во 13 часот попладнево, на која се очекуваат повеќе информации од анализите на сите примероци што се земени од вработени во училишната кујна, од работните површини, како и на мострите од храна и вода. Во текот на вечерта 3 нови ученици побарале лекарска помош и се хоспитализирани на детската клиника. Со тоа бројот на ученици на болничко лекување во моментов е вкупно 5, додека 100 деца со симптоми на труење побарале лекарска помош во текот на вчерашниот ден. Државниот за здравствен и санитарен инспекторат вчера ја затвори кујната во училиштето како потенцијален извор на зараза. Директорот посочи дека се наредени вонредно чистење и вонредни здравствени прегледи на вработените во училиштето, а земени се мостри од работните површини. Многу повеќе информации на оваа тема пренесуваме во вестите во 16 часот. Во собранието во текст се пратенички прашања први по завршувањето на изборите. Колешката Катерина Нешкова следи собраниската седница, ја вклучуваме во живо во овие вести. Катерина, што е во фокусот на пратеничките прашања до овој момент? Да, така е, ова е првата редовна седница која што се однесува на пратенички прашања, иако минатата недела можевме да ги чуеме и оние кратки опозицијски прашања од 2 часа. Да, во принцип пратеничките прашања почнуваат со опозицијско прашање, но овој пат се чини дека клучните политички прашања почнаа да ги поставуваат пратениците од власта. Имено Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН праша за состојбите во судството и она писмо кое што беше испратено од судскиот совет до премиерот во смисла на тоа дека тие го критикуваат за мешање во нивната работа, но всушност бараат само пари за поголеми плати. Па предлагам да го чуеме прашањето, но и одговорот што го даде премиерот за овие состојби. Јавните обвинители и судиите во изминатиот период ве критикуваат и ви праќаат отворени писма само заради тоа што сметаат дека најважна работа во реформите кон правосудството треба да биде покачувањето на нивните плати. Гледаме како во нивна одбрана застана и оние кои што директно ги наместија таму, односно кои што можеби пред 15-16 месеци токму од овие собраниски клупи ги предложуваа, се тепаа да ги именуваат и ги именуваа. И токму сега една интересна симбиоза се случува во македонското општество, да идеологот на СДСМ вели дека правосудството во државата е последниот простор каде што може тие кои што се демократи, замислете, да земат здив, а земаат здив заради тоа што овие кои што седат тука во собраниските клупи и со кои што изминатите 7 години можевме да видиме еклатантен пример на домаќинско работење, добиваат заштита токму од оние за кои што вака и ревносно ги бранат. Така да прашањето конкретно ми е кој е вашиот став како влада по однос на реформите и добро е да се објасни колку средства од буџетот се издвојуваат за да овие луѓе кои што ве критикуваат ви праќаат отворени писма и земаат плати, затоа што не сметам дека тоа е некое прашање кое што треба да се игнорира како што тие бараат. И на крајот од денот прашањето е какво покачување сте припремени вие како влада да им испорачате на нив, нормално земено низ призма на тоа какви резултати испорачуваате тие и колку граѓанството е задоволно од нив. Во суштина во законот стои 0,8% од бруто домашниот производ за судовите и 0,5% за обвинителите. Или тоа отприлика 1,3% од бруто домашниот производ. И сега кога би имале ние, а мислам дека веќе следната година ќе дојдеме негде околу 20,5-20,6 милиарди долари бруто домашен производ, тоа значи дека отприлика 260-270 милиони долари ќе треба да се обезбедуваат пари за судовите и за обвинителствата. Или негде отприлика 3 до 4 пати повеќе од сега. Кога на тоа ќе се додадат расходите кои што се за исплата редовна на пензии, имаше една бледа дебата од поранешен министер пред малку. Кога на тоа ќе се додадат редовните плати кои што треба администрацијата да ги добие, кога на тоа ќе се додадат
се поголемите и потребни трошења во армијата, односно Министерството за одбрана, и кога на тоа ќе се додадат капиталните инвестиции, но и долговите од повеќе од 2,2 милиарди што треба да ги вратиме направени од минатото, тогаш буџетот ќе треба да биде отприлика негде околу 8 до 9 милиарди евра, или пак расходната страна, или пак буџетскиот дефицит треба да биде негде помеѓу 8 и 10% од бруто домашниот производ. Нормално тоа е невозможно. Тоа е невозможно затоа што кога зборуваме за реформи, треба да зборуваме за суштина, а не за пари. Така, тоа беше одговорот на премиерот Мицкоски, тој се уште зборува на оваа тема и за тоа како всушност нашата држава одвојува прилично ист процент од бруто домашниот производ со сите европски држави за судство и за јавно обвинителство, што значи дека не се отстапува од она некоја буџетска рамка вообичаена која што ја имаат европските држави и дека со дополнителното барање всушност ќе отидеме над овие рамки, иако довербата во овој дел е само 2%. Опозицијата пак повеќе се интересираше за пензиите. Именно од СДС само обвинуваат дека во пензискиот фонд нема пари за исплата на декемвриската пензија и праша од каде овие пари ќе се најдат, имајќи предвид дека и трансферите кои што ги прави буџетот кон ПИОМ исто така се потрошени. Еве дебатата на Јована Тренчевска и заменик министерот за труд и социјална политика. За декемвријската пензија нема средства. За сето тоа бројките се сведок и тие постојат во документите. Ова значи дека вие немате пари за да трансферирате до фондот за пензиско за да се исплати декемвријската пензија. За каква социјална сигурност на пензионерите зборувате или важно ви беше да ги искористите и излажете граѓаните за време на изборите? Направивте зголемување без пресметки, без план, тоа не е реформа, тоа е играње со граѓаните за сметка на вашата политичка корист. Политиката за исплата на пензиите ви е на рамниште купи, продај ден. Дупката во фондот за пензиско пука по шавови. Пензионерите добро се сеќаваат дека кога ВМРО-ДПМН е на власт, фондот секогаш е во колапс. Јавна тајна е зошто, меѓу друго, се задолживте со унгарскиот кредит, не за да реализирате капитални инвестиции, туку за да го покриете дефицитот во фондот кој за само година и пол на власт го продлабочивте на над 50%. Овој дефицит е резултат единствено на финансиски неодговорни одлуки и на популизмот на владата на ВМРО-ДПМН, донесени без анализа и без да се мисли на последиците. Раст им правевте по 70 денари, 120 денари и така натака. И викавте и ваша изјава при едно гостување на телевизија дека 14.000 денари е доволно да пензионерите преживеат во Македонија за 1 месец. Меѓутоа 350.000 пензионери не се сложуваат со вас ниту тогаш, ниту денеска не се сложуваат со вас, бидејќи пензиите од 14.000 денари денеска се веќе 20.000 денари, тие што земале 20 се 26.000 денари и тие денеска луѓе имаат достоинствен живот. Можат да ги планираат своите трошоци и да живеат нормално во оваа држава, а не како пред тоа да преживуваат. Така да нема да сеете страв дека пензијскиот фонд бил пред колапс, немало да има пензија на 1 декември, сето тоа се лаги и сето тоа ќе биде демантирано за само неколку дена од денеска, каде што ќе бидат исплатени тие пензии и цела 26-та, 27-та и години од денеска натака. Така да граѓаните нека бидат мирни, пензионерите нека се бидат грижливи за себе и дека пензиите на 1 декември и понатака ќе се бидат исплаќани со оваа динамика и покачувањето што ќе биде и во март, последната од тие 7.000 денари и денарка што ќе земат и со таа пензија.
Така, тоа беше дебатата која што досега слушавме на седницата за пратенички прашања, која вообичаено трае до 18 часот. Пријавени се над 11 или 12 народни избраници, веќе тројца поставија пратенички прашања. Она што е битно е да кажеме дека денеска завршува и амандманската расправа по однос на буџетот. Се чекаат 5 амандмани кои што ќе ги поднесе комисијата, а потоа се она што било прифатено во текот на изминативе 8 дена. Дебата во комисијата ќе треба да биде доставено до владата, а потоа владата со сите корекции да го достави назад предлог буџетот за 2026 година, кој што се планира да биде ставен на седница на 10 декември. Тоа е прилика се она што се случува во собраниската сала и од активностите на парламентот. Катерина Нешкова, јас ти благодарам за овие информации. Сега кога остануваш да проследиш денешната собраниска седница, многу повеќе пренесувам и во следното информативно издание. Лидерот на Левица Пасиев ја закажа постојаната анкетна комисија за човекови права за на 9 декември, на која треба да се расправа за трагедијата во Кочани и иницијативата на родителите за заштита на правото на живот. А Пасиев очекува на комисијата да присуствуваат и собранискиот спикер Гаши, претседателката на државата и премиерот Мицкоски. Седницата ја закажав согласно моите деловнички овластувања за ден 9 декември 2025 година вторник, со цел да не се поклопи со распоредот на судења кој што е објавен од судот, бидејќи судењата се чести, и символично 10 декември е светскиот ден на човековите слободи и права, а родителите во нивната представка се повикуваат токму на правото на живот како највисоко право кое што остана незаштитено ноќта на трагедијата. Од тука ова циркуларно писмо мое е доставено до сите членови и заменици на постојаната анкетна комисија и како поканети се дополнително собранискиот председател, подпредседателите, координаторите на пратенички групи, премиерот, министерот за внатрешни работи, председателот на Република Македонија и подносителите на представката. Тоа значи дека и подносителите на представката ќе имаат право да се обратат на оваа седница. За да не настане конфузија во јавноста, ова не е надзорна, ниту е јавна расправа, туку е редовна седница, тоа е специфичен вид на седница на комисијата, кога таа постапува по представка на здруженија или на граѓани. Коалицијата Вреди целосно го поддржува формирањето на анкетната комисија која треба да ги истражи големите трагедии во земјава, оценувајќи дека е време да заврши праксата граѓаните да останат без одговори и да бидат манипулирани. Од коалицијата посочуваат дека нивниот став останува непроменет. Потребна е сеопфатна комисија без селективен пристап и без политички мотиви. Според најавите, новоформираната комисија ќе ги разгледа сите тешки и чувствителни случаи што со години ја потресуваат државата. Трагедиите со Дурмотурс и Бесатранс, пожарот во модуларната болница во Тетово, како и несреќата во Кочани. Целта е преку целосен пристап да се откријат институционалните пропусти што чинеле човечки животи. Коалицијата очекува комисијата да укаже не само на индивидуалните грешки, туку и на длабоко вкоренетите модели на лошо управување кои овозможиле низа трагедии низ годините. Според Вреди, откривањето на вистината е првиот чекор кон справување со системските слабости и враќање на довербата на граѓаните, посочуваат од партијата утрово преку писмено соопштение. А повредените во пожарот во Кочанската дискотека полека се враќаат на секојдневните обврски. 8 месеци по несреќата, директорката на Кочанската болница вели дека процесот на опоравување кај секој пациент е различен, но важно е што сите повредени редовно ги следат медицинските контроли. По повеќе од 8 месеци по трагедијата во Пулс, повредените млади лица постепено се враќаат во нормала. Иако процесот на опоравување кај секој пациент е различен, лекарските екипи оценуваат дека рехабилитацијата се одвива стабилно, а поголемиот дел од повредените веќе продолжуваат со своите секојдневни активности. Некои повторно се враќаат на работните места, други продолжуваат со студии, а сите редовно ги следат закажаните медицински контроли.
Реевалуацијата се уште трае заради поголемиот број на пациенти и заради тоа што голем дел од нив се вратени на нивните секојдневни обврски во смисла на работните активности на факултет. Денес има една група која што се евалуира во Скопје, значи беше во 2 наврати евалуација се вршеше во Скопје и во 3 наврати во Кочанската болница. По завршувањето на проценките, болницата ќе го достави извештајот до Министерството за здравство. Врз негова основа ќе стане јасно на колку од повредените ќе им бидат неопходни дополнителни хируршки интервенции и какви понатамошни третмани ќе следуваат. Секако ќе стартува и третманот со ласер терапија, значи со 2 различни ласери кои што ќе се одвива на клиниката за дерматологија, значи веќе се вклучуваат и дерматолозите во третманот, така да секако дека сега значи и ние сме задоволни од тоа како се одвива нивниот процес на лекување и рехабилитација. Веднаш по несреќата дел од повредените ги добија првите третмани во Кочанската болница. Поради зголемениот број пациенти и потребата за подобри услови, беше извршена реконструкција на одделението за физикална терапија, со што им се овозможи побрз, поефикасен и поквалитетен процес на опоравување. За Сител, Траен Ристовски. Музичната мапа на градот Охрид и Ликнит, која се работи повеќе од 10 години, конечно ќе биде завршена и достапна за јавноста. Мапата е еден вид карта на закопаното богатство и на значајните археолошки наоди од јадрото на стариот град. Мозаичната мапа на градот Охрид, која уметникот Никол Упевче работи повеќе од 10 до 15 години, конечно ќе биде завршена и достапна за јавноста. Мозаикот ги представува сите постојни патеки и патишта со скали што водат низ карактеристичните архитектонски структури, помеѓу денешните куки во кои се зачувани многу остатоци од археолошки локалитети. Мапата е еден вид карта на закопаното богатство и се однесува на значајните археолошки наоди од јадрото на стариот град. Кова е една од најтешките техники кои се работат. Например, ова дело требаше многу години да го изработам и посебни лупи, посебни инструменти, пинцети и сето тоа. Тоа се, например, златни камчиња од 8-каратно злато. А сакав да ја представам Охридската пастанка, ево, например, тоа што го гледате во позадината. Значи, голема истрајност, голема љубов и пожртвуваност за да се стигне до едно дело. Така да тоа е единствено дело во светот, тоа е уникатно дело и со тоа оригиналност, тоа зрачи и ќе обстојува за идните поколенија и идните генерации. Упевче вели дека се што се работи со љубов се препознава не само кај нас, туку и надвор од нашата земја, но секако потребна и помош од страна на државата. Зависи, не можам да го генерализирам. Тоа сепак постојат луѓе кои се љубители на ова, кои знаат да го ценат и знаат колку е макотрпно и колку време и труд е потребно за да се изработи едно такво дело. Упевче, кој има работено на конзервација и реставрација на бројни значајни мозаици во Охрид, вели дека градот има огромен потенцијал, бидејќи во него се крие културно, историско и природно богатство, кое треба соодветно да се заштити и да се презентира пред стручната јавност и пред туристите. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Струмичката полиција и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата стартуваа со превентивни акцијски контроли, преку кои ги информираат возачите за важноста од носењето на зимска опрема. Казната за непочитување на оваа законска обврска е 45 евра. Секој возач кој ќе биде затекнат без соодветна зимска опрема во возилото ќе плати глоба од 45 евра, предупредуваат од секторот за внатрешни работи Струмица. Со цел да ги потсетат возачите дека зимскиот режим веќе стапи на сила, тие во соработка со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата започнаа со реализација на превентивни акцијски контроли, преку кои ги информираат возачите за важноста од носењето зимска опрема, како и за навремената подготовка на возилата за зимски услови и возење на влажен, лизгав или снежен коловоз. Сакам да укажам и да апелирам до сите возачи кои за време на зимската кампања да ги почитуваат правилата и прописите во сообраќајот, односно истите да ги спремат возилата за зимски услови, да проверат делот на течности во возилото, да има средства за одмрзнување, да го проверат акумулаторот, да држат безбедно растојание за да можат во одредена ситуација да го запрат возилото,
пред да тргнат на патување, да се информираат за состојбата на патиштата, доколку имаме интензивни врнежи од снег и немаме услови за безбедно патување. А патувањето не е неопходно истите да го одложат до оној момент додека се создадат услови за истото да го реализираат безбедно. Во акцијата на МВР и Републичкиот совет се вклучи општина Босилово, откаде подсетуваа дека почитувањето на сообраќајните правила значи намален ризик од сообраќајни незгоди и обезбедување по безбедно и непречено одвивање на сообраќајот во периоди кога условите на патиштата се најсложени. Општина Босилово во соработка со РСВСП и МВР активно се вклучува во кампањата за подигање на свеста за користење на зимска опрема согласно законските нормативи. Согласно тоа апелираме до сите возачи да ги почитуваат правилата и прописите за користење на зимска опрема, да ја прилагодат брзината на условите на патот и апелираме секогаш подготвени да тргнат на пат и да го планираат и подготват своето патување согласно условите на патиштата. Зимскиот режим во сообраќајот започна на 15 ноември и ќе важи до 15 март 2026 година. Минатата година, поради непочитување на сообраќајните правила и прописи, 142 лица го загубиле животот, а над 7100 се повредени. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Следуваат и најновите